Така е, почитувани слушатели, и ние имаме право да живееме, меѓутоа во Република Македонија се случуваат најлошите работи во овие последни изминати 12 на месеци. Преименување на името на Македонија, разобличување на македонскиот народ, идентитетот на македонскиот народ, културата на македонскиот народ, традициите на македонскиот народ, а тоа се направи преку тиранската платформа, преку договорот така наречен добрососедски со Бугарија. Тоа се направи и со преспанскиот договор од Нивици, а сега треба тоа да се спроведи сето тоа на еден манипулативен начин на 30 септември со еден така наречен условен референдум, а не задолжителен референдум, за да можат повторно да манипулираат со македонскиот народ и да објаснуваат како треба се гласа или како не треба да се гласа. Но пред да одиме на интервјуто кое го реализирав со господинот Јанко Бачев, председател на политичката партија Единствена Македонија, добивме соопштение, односно писмо од Македонската православна епархија на Австралија Сиднеј, во кое преку митрополитот Тимотеј, неговото високо преосвещенство, митрополитот Тимотеј, испратено е до Светиот Синод на Македонската православна црква. Имено во писмото се вели: во име на Македонската православна епархија на Австралија, ваше високо преосвещенство, господине Тимотеј, која е под ваша надлежност, би сакале да ја изразиме нашата најдлабока загриженост околу привидната поддршка и помош што Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква навидум и дава на компромитираниот режим на Зоран Заев и албанската коалиција на СДСМ. Овој режим ја става тесната политичка експедитивност пред легитимните национални интереси и стремежи на македонскиот народ во Република Македонија, во окупираните територии на Македонија и диаспората низ светот. Ние целосно го подржуваме и му честитаме на митрополитот Агат Ангел за неговиот храбар и принципиелен став во одбрана на нашето име и идентитет, и со наискрена почит ве повикуваме вам и сите членови на Светиот архиерејски синод да го подкрепите дедо Агат Ангел и да покажете дека Македонската православна црква навистина се грижи за иднината на нашата земја и националните интереси на Македонија, како што сте правеле низ историјата на Македонија, се вели во писмото. Понатаму пишува: ја повикуваме Македонската православна црква отворено да застане зад принципиелниот и храбар став на нашиот председател Георги Иванов, кој силно ги брани интересите на нашата земја и нашиот народ наспроти огромните притисоци на оние кои што работаат и планираат да не уништат. Никој не бара од Македонската православна црква да ја брани политиката на било која политичка партија, туку само го повикуваме Светиот архиерејски синод да го брани македонското име и националниот идентитет. Молчењето или немањето политички став при сегашната трагедија, која се заканува да ја уништи нашата земја, не е прифатлива опција и може само да резултира со тоа нашата Македонска православна црква сериозно да ја изгуби почитта на нашиот народ, кога тој очајно бара водство и единство за надминување на закана која надвиснала над нас. Го повикуваме Светиот Синод на Македонската православна црква веднаш да ги повлечат сите барања на Македонската православна црква да се претвори во подреден огранок на било која друга православна црква. Признавањето на Македонската православна црква од православни цркви други мора да се заснува врз принципите на еднаквост и взаемна почит и да се случи со прифаќање на нашето вистинско име Македонска православна црква, Охридска архиепископија во Заграда.
Го повикуваме светиот архиерејски синод на Македонската православна црква подитно да се произнесе и решително и отворено да повика на тотален бойкот на овој референдум и воедно официјално да ја подржи кампањата Бойкотирам во Македонија. Со почит и поздрав, Крис Ангелков, секретар на Македонската православна епархија на Австралија, Сиднеј. Почитувани слушатели, тоа беше писмото од секретарот на Македонската православна епархија на Австралија. Се надеваме дека и другата епархија ќе испрати исто барање, односно верниците од Австралија ќе испратат исто барање и до митрополитот Петар. Во продолжение на нашата радиопрограма да го слушниме интервјуто со председателот на политичката партија Единствена Македонија, зашто зборувавме за формирањето на кризниот штаб од 28 здруженија, односно политички партии и здруженија, организации во Република Македонија и диаспората, со што ќе се, односно ќе се бара референдумот од 30 септември македонскиот народ да го бойкотира, бидејќи спрема јавувањето на Јанко Бачев и останатите познавачи на овие штетни договори, Преспанскиот договор, така наречениот Бугарски договор, па и Тиранската платформа, менувањето на уставот и името водат во еден лавиринт, во една темна дупка од каде што македонскиот народ тешко би излегол во иднина. Да го слушниме интервјуто. Останете со нас. Почитувани слушатели, добар ден. Денес разговор ќе водиме со председателот на Единствена Македонија, господинот Јанко Бачев, кој исто така е еден од организаторите на вчерашниот состанок, односно во неделата се одржа тој состанок на повеќе политички партии во Република Македонија, како и организации од Македонија и од диаспората. Многу важно е за нас македонците овде во Австралија, па и пошироко во Канада, Америка и Европа, да знаеме вистината, односно што се случува во Република, но за тоа ќе одиме ред по ред. Најнапред добро утро на господинот Јанко Бачев. Добро утро за сите браќа и сестри, македонци и македонки кои што живеат во Австралија, кои што во моментот не слушаат, или поточно за вас таму е добар ден. Така, господине Бачев, ние ве побаравме заради состанокот кој се одржа во неделата попладне од повеќе организации, 28 чинам организации или политички партии. Најнапред во воведниот дел да ни кажете кој учествува и кое името е, какво име им дадовте на тие организации кои заеднички ќе делувате за референдумот на 30 септември. Зашто ќе зборуваме покасно? Точно така, во неделата ние представници на повеќе опозицијски политички партии во Република Македонија, здруженија на граѓани, невладини организации од земјата и од светот, секаде каде што живее бројната македонска заедница, одржавме еден состанок на кој што подпишавме меморандум за стратешка соработка во врска со референдумот на 30 септември. Од тој меморандум сега ќе произлезе формирање на кризен штаб во кој што ќе членува по еден представник од секој од сите овие организации. Значи во неделата бевме 28, меѓутоа сега има најава дополнително дека ќе биде подпишан уште веќе има најава од 8 нови организации. Меморандумот е отворен за соработка, така да верувам дека за неколку дена и ќе се прошири тој првичен список, али сега најбитно е што македонскиот народ виде едно обединување и македонците кои што сакат да го бранат името и идентитетот на македонскиот народ. Значи таа една стратешка соработка е само по една точка, а тоа е референдумот за да не успее референдумот, бидејќи ние сме тој кризен штаб ќе повика на бойкот и неизлегување на 30 септември, бидејќи со тоа сметаме дека е единствениот начин на кој што може да го заштитиме.
името и идентитет, бидејќи гледате во Македонија, марионетската власт сака да промени се што е македонско. Името на овој кризен штаб, односно на овие здружение е Македонија бойкотира, така? Вака се, значи името е кризен штаб за против референдумот, а ќе настапуваме под логото Македонија бойкотира. Добро, слушаме, односно еве ве гледав и утрово, имавте и дебата и со еден член од ВМРО ДПМН, зашто ќе зборуваме и понатаму. Меѓутоа, најнапред, зошто се определивте вие да се здружите заедно и која ќе биде пораката до македонскиот народ или македонската нација? Она што мене ме иритира е кога во Македонија зборувате за граѓани, а не за нација во која што има македонски народ и малцинства. Која ќе биде пораката и зошто, еве, како вие го гледате, најнапред да почнеме со договорот од Нивици, од Преспанскиот договор. Како вие го толкувате? Тука веднаш да кажем дека и нема всушност договор, бидејќи тој договор се уште не е објавен во службен весник, на него нема подпис на указот од страна на претседателот на државата и ние на тој договор цело време зборуваме дека всушност тоа беше една приватна забава помеѓу Заев и Ципрас во едно преспанско село каде што го склучија тој договор, инаку според меѓународно правно земено подпишан договор се уште не значи ништо, без разлика што марионетската власт во Скопје преку своите медиумски куки наметна една ситуација дека се е променето, дека е сменето името, дека се е завршено. Еве сега јас сакам да му порачам и на нашинците во Австралија дека ништо не е променето, ништо не е готово, бидејќи подпишан меѓународен договор не значи ништо, затоа што тој договор треба да биде ратификуван и од двете страни, а уште тоа не е завршено. И уште по-конкретно јас за прв пат среќавам ситуација, еден меѓународен договор, едната страна да го подпише на почетокот, како што тоа го случи, да го ратификува на почетокот, како што тоа го случи Македонија, а другата страна да го ратификува на крајот на процесот, како што е предвидено таа обврска за Грција. И тие владени експерти и медиуми дури наметнаа ситуација дека тој меѓународен договор му дадоа едно значење како да е посилен од уставот, како дека не може да се менува. Тоа не е точно, значи меѓународниот договор, како и секој договор, може да се склучува, меѓутоа може и да се раскинува и да се поништува. Овој договор е длабоко ништовен, бидејќи не ги исполнува двата услови што ги бара меѓународното право, не е исклучен од овластени органи и нема дозволен предмет на преговарање. Зоран Заев не може да биде овластен орган за склучување на овој договор, бидејќи испоред домашниот закон по Македонија за склучување, ратификација и извршување на меѓународните договори, таму јасно стои дека таква надлежност има претседателот на државата. Додека владата по исклучок може да склучува меѓународни договори, меѓутоа по точно наброени области, како што е економијата, здравството, културата, економијата, земјоделието, енергетиката, спортот, културата и други некои така соодветни области. Значи, овие договори, ваков тип на договори, примерна надлежност има претседателот на државата. Значи, тоа е еден спорен момент за овој договор и вториот момент е што овој договор нема дозволен предмет на преговарање. Кај меѓународните договори, впрочем, кај било кој договор и примерно кога се склучуваат меѓу себе физичките лица, тој договор треба да биде дозволен, да има дозволен предмет. Господин Бачев, морам да ве прекинам тука. Ако е ништожен тој договор, зошто тогаш таква мобилизација и бойкот на референдумот? Ако е ништожен, ќе го фрлиме, ќе го запалиме, ќе го ливчиња. Тоа сакам да го кажам, значи новата легална власт на единствена Македонија која се навестува и која ќе доаѓа, не дај Боже сега тој договор да влезе во правна сила, да успее референдумот, да го променат уставот, да дојде до ратификација, значи треба се зборувам сега за таа формално правна фаза, значи новата легална власт ќе го поништи тој договор според меѓународното право, али сега ние сакаме суштински да спречиме да влезе во сила тој договор, бидејќи сега има неколку фази. Референдумот, а после референдумот треба да се обезбеди двотретинско мнозинство во парламентот, да се изгласат уставните измени и на крајот да дојде на ратификација во грчкиот парламент. Значи тој договор ќе биде поништен, како што кажав, и вториот елемент е
е неоснован, нема дозволен предмет. Ова е многу битно, сакам да го потенцирам. Значи, според меѓународното право, за име не може да преговарате. Значи, името не може да биде предмет на договор, а во овој договор предмет на преговарање е токму името. Значи, за име не може да се преговара, името е прашање на внатрешните надлежности. Какво име ќе носи една држава, какво име ќе избра, тоа не е прашање на меѓународното право, него секоја држава има суверено меѓународно правно признато право само да се одбере име под кое ќе настапува во меѓународните односи. Така и од овој аспект, според Виенската конвенција за договорно право, значи од овој аспект е ништовен, али како што кажав сега, ние сакаме суштински да ја спречиме марионетската власт да успее овој референдум, бидејќи сега се води во Македонија една невидена засилена кампања од тие структури во Македонија кои што сакаат да избришат се што е македонско, фактички да не избришат од светската мапа на нации како македонци. Овој договор е, значи, длабоко капитулански и длабоко антинационален и антимакедонски, бидејќи со него се задава финален удар и на Македонија и на македонците, али како што кажа сега, ние веќе гледаме едно масовно расположение кај јавноста да не го прифати овој договор, да не се излегува на референдумот, да го бойкотираме референдумот, бидејќи власта веќе е во еден голем очај, една голема паника. Ако јавноста таму знае во Македонија, верувам дека слушна и во Австралија, пред 10 дена владата правеше на државен трошок едни НАТО журки по Македонија во 15 најголеми градови и од тогаш веќе е појавен голем очај, голема паника, тие плоштади по Македонија беа празни. Народот Македонската заедница, македонскиот народ е одблиску и секојдневно информиран овде во Австралија и многу погрешни се ставовите и видувањата на дел од македонците во Република Македонија дека ние овде не сме правилно информирани. Скоро секоја фамилија има македонски телевизии, не по една, туку сите македонски телевизии кои действуваат во Република, кои се емитуваат. Но пак повторно ќе се вратам на онаа старата поговорка за новата влада. Тоа е исто како не умри коњато зелена трева. Сега во овој момент треба нели да се спречи овој преспанскиот договор и менувањето на уставот на Република Македонија и референдумското референдумот. Зошто повторно се манипулира со македонскиот народ или македонската нација? Зошто референдумот е условен? Па ова е уште еден момент кој што, значи, таа почистичка власт во Скопје се служи веќе со разни маркетиншки трикови. Значи, кога видува дека тие како власт во Македонија секојдневно си прават интерни анкети за себе и сега тие анкети веќе им покажуваат една поразителна слика, дека референдумот нема да успее и тоа фактички самото неуспева на референдумот веќе повлекува една морална одговорност на 30 септември владата да се даде оставка, парламентот да се распушти ако не успее тој референдум. И сега оние веќе се служат со едни маркетиншки трикови, а консултативниот референдум е дел токму од таа маркетиншка пропаганда што ја прави власта, бидејќи они веќе знаат дека референдумот нема да успее, меѓутоа ако на тој референдум излезат некаде 500.000, што реално е СДС со албанците да изнесе една таква бројка на гласање на 30 септември, бидејќи нема да успее, бидејќи според постојниот број запишени гласачи треба некаде преку 900.000 да излезат на референдумот за да биде успешен, таа бројка нема да ја достигнат. Значи, они ако изнесат некаде 400-500.000 на референдумот, ќе биде неуспешен, меѓутоа Заев тогаш ќе каже, ќе каже, ама сега јас имам обврска према тие 400-500.000, референдумот беше консултативен и затоа сега ние продолжуваме понатаму. А втората фаза е после да пробат да обезбедат двотретинско мнозинство во собранието и да направат измена на уставот. Таа е клучната работа што ја бара Грција со тој договор и ние да веруваме дека откога нема да успее референдумот сега, во Македонија веќе се слушат разни спекулации. Во моментот ова почистичка власт, македонски и албански таму некаде колку имат 14 пратеника, значи број некаде околу 70 пратеника, значи не сега им треба уште 10 за да имат 80, бидејќи македонскиот парламент брои 120 пратеника, двотретинско мнозинство е 81 и сега се слушат некои разни спекулации дека се спремени да купат 10 пратеници од ВМРО ДПМН, меѓутоа сега ние, од кога ќе завршиме првата фаза, од кога ќе спречиме референдумот да биде успешен, одма после 30 септември ќе го патиме јавен повик. Никој од пратеници на ВМРО ДПМН да не помислува
да се полакоми за пари, да биде купен, бидејќи во тој случај ќе ги прогласиме за легитимна цел на македонскиот народ, можеби ќе треба да се враќаме на некои методи на действување на ВМРО пред 100 години. Тоа што го кажавте, навистина звучи доста остро, но сепак немаме слушнато од ВМРО-ДПМН како опозицијска партија да го бойкотира референдумот. Тие досега што слушаме од нивните изјави се дека се против договорот, Преспанскиот договор, дека се против промена на Уставот на Република Македонија и дека се против промена на името. Но не маме слушнато дека го бойкотираат референдумот. Точно така, бидејќи за жал, кој ве сега рековте, ги следат состојбите на шинците и во светот. Ние денеска во Македонија немаме две партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ. Тоа се две исти. Тоа се два делови од иста партија, која што ние ја нарекуваме Погреб за Македонија, која е сочината од ВМРО-ДПМН и СДСМ. Тоа се две крила кои што во Македонија ги контролира ист центар, Америчката амбасада и Сорос во Македонија. Значи, дали ќе кажете Заев, дали ќе кажете Мицковски, во однос на националните интереси тие се исти. Па во овој случај тогаш ќе имаат двотретинско мнозинство во парламентот. Јас се кажав, значи, тие во моментот е стреке што партијаничката група, што во ВМРО-ДПМН во најголем дел, сега тоа во јавноста не се кажува уште, таму во најголем дел тие луѓе се изјасниле дека нема да го следат курсот на раководството, таму нема контрола Мицковски врз партијаничката група, и веќе не знам колку видовте по социјалните мрежи одредени партијаници само иницијативно се изнесува личен став дека ќе го бойкотират референдумот, без разлика што ВМРО-ДПМН се уште нема став официјален во јавноста како ќе се постави спрема референдумот, меѓутоа пратеници веќе излегуваат на социјалните мрежи, така да пратеници се свесни за моментот во кој што се наоѓа Република Македонија, и јас верувам дека нема да попуштат пред тие притисоци, пред кои што ќе бидат изложени во наредниот период, како што кажав, ќе бидат и големи пари, ќе бидат пробани да бидат купени, и верувам дека тоа нема се случи. А од друга страна, вие што кажавте точно тоа, ВМРО-ДПМН сега ќе игра некои подмукли игри во јавноста како да го задржи тој патриотски имидж, можеби како некоја варијанта да го повика членството според своја слободна волја, да се изјасни на референдумот како мисли, а од друга страна подмукло да пробат во позадина на терен да играат тој референдум да успее, бидејќи има таков налог од тие са странски западни центри, меѓутоа за нивна жал членството последно на ВМРО-ДПМН масовно е против промена на името. Ние тоа го гледаме на терен секој ден, и ВМРО, јас кога зборувам за тие погрешни политики, тука не мислам на членството, него мислам на раководството на ВМРО-ДПМН, кој што води погубни политики, кои што се под ист центар, под иста контрола, се за промена на името, меѓутоа членството на ВМРО-ДПМН е тоа што радува. И не само по терен, по социјалните мрежи, гледате врија атмосферата, никој не е спремен да за промена на името. Да, гледаме исто така, се сеќаваме и 2004 година, кога беше територијалната поделба. СДСМ тогаш излегоја со повик до нивното членство против референдумот, односно да успее референдумот. Некои прашања не заслужуваат одговор. Па видите, јас се сеќавам од тој референдум, ние бевме дел од таа кампања во тоа време, тој караван кој што го водише ВМРО-ДПМН, и референдумот, јас можам, тоа беше формално во тоа време под иницијатива на Светскиот македонски конгрес, меѓутоа застана и ВМРО-ДПМН, 150.000 подписи. Тој референдум беше успешен, имаше излезност, меѓутоа на 2 дена пред да заврши референдумот, Груевски беше повикан од тогаш беше, мислам, Майк Ајник од американците, јасно му беше кажано, ако не повика во позадина меѓу членството тоа да се бойкотира, ако референдумот успее, тогаш нека се збогува, никој пат нема да стане премиер на државата. Груевски нас тогаш не предаде на тој референдум кога бевме во 2004 година, бидејќи сите податоци тоа еден ден како нова легална власт, ќе ги извадиме документите од архивите, ќе се види дека и тој референдум беше успешен, меѓутоа Груевски не изигра, бидејќи има евиденс, ако го подсетите тој референдум, еден детал, да кажам, вечерта во 19 часот, кога требаше да имаме заедничка пресконференција да ги објавиме резултатот од референдумот, Груевски отиде во 15 до 7 во Holiday Inn, кажа референдумот е неуспешен и избега, не дојде
дури ни на пресконференцијата што беше одржана, али потоа, како што ништо не е вечно, дознавме дека со мај Тајник он договорил референдумот да не успее. Уште едно интересно прашање за нас македонците во иселеништвото е законот, односно одобрувањето на Државната изборна комисија ДИК, диаспората да гласа, а знаеме колкави и какви жестоки борби водеше Зоран Заев против диаспората. Која е причината сега диаспората да гласа на овој референдум, кој не е обврзувачки? Точно е сега, според македонскиот закон, значи, и како што е и за време на избори, и за време на референдум, право на глас имаат сите државјани на Република Македонија, кои што наполниле 18 години и кои што се запишани во единствениот избирачки список. Меѓутоа, ова е добра прилика, значи сега е нашините во Австралија што не слушаат, јас ги повикувам да не излегуваат, да бойкотираат, бидејќи само на тој начин ќе успееме да го браниме името, а сега тука можеби има ово добро што го спомнавте, можеби добар момент е што до сега има тече еден рок од мислам дека од 11 август до 25 август има рок од 15 дена во кој што секој може да се запише во избирачкиот список, кој што и тоа нашините може да го прават и по електронски пат. Сега ќе излезе на веб страната на амбасадата на Македонија во Австралија и на веб страната на Државната изборна комисија ќе излезе еден формулар по кој што сите нашинци можат или по електронски пат кој не е запишан може да се запише во единствениот избирачки список. Таму ќе излезе и избирачкиот список, може секој да се направи евиденција по матичен број и доколку не е запишан може да побара со електронска пријава да биде запишан. И сега сметаме ние дека запишувањето е добра работа. Значи што повеќе масовно да се запишат македонци е добра работа, бидејќи со тоа ќе го дигнеме цензусот за референдум. Сега во моментот има околу 1.800.000 запишани избирачи, значи за да успее референдумот треба да излезат повеќе од 900.000. Доколку ние на пример сега во наредниот период се запишат уште 100.000 македонци, тогаш списокот ќе ритне на 1900, тогаш цензусот ќе се качи од 900 на 950.000. Значи добро е да се запишат што повеќе, ама да не излегуваат на референдумот, да не излезат да гласат, бидејќи не се обврзани, немаат обврска да гласат, да го бойкотираат референдумот и на тој начин значи сите заедно да успееме да го спречиме. Дали избирачкиот список од 1.800.000 гласачи може да се намали сега? Не може да го намалат, бидејќи тука не можат ништо да фалсификуваат, бидејќи скоро имавме избори, не може сега локалните избори беа на 15 октомври, мислам 2017 година, значи некаде пред неполна година и сега не може за неполна година од 1.800.000 да го донесат пример на 1.500.000, не може 300.000 луѓе да умрат за 8 месеци. Значи тоа не може да го направат. Тука некаде се движи околу 1.800.000, значи али сега е добро ако нашинците посебно што не се запишени по избирачкиот список, како што кажав, ќе може да се проверат, значи што повеќе да се запишат, да влезат во тој избирачки список, ама да не излегуваат на гласањето. Има ли можности да побарате, односно да апелирате на поголемо здружување, на поголем македонски фронт од сите политички партии, вклучувајќи тука и ВМРО ДПМН? Бидејќи нема ништо по-свето и позначајно од името на македонскиот народ и името на државата Македонија. Ние не можеме да бидеме северно македонци и да бидеме Северна Македонија и покрај фактот што таму има експерти во наводници, јас оние што ги викам ветеринари ги донесоа по телевизиите на тие дебатни емисии, каде што не убедуваат дека се зацврстил идентитетот на македонскиот народ, на македонецот, на македонката и така натаму. Меѓутоа членот 7 од договорот со Грција, ние не постоиме ни како народ, ни како идентитет, ни како ништо. Ние постоиме само како граѓани и по државјанство, инаку по никоја основа ние не постоиме како македонци. Точно, тој договор е значи длабоко капитулантски во однос на Македонија, со тој договор фактички се бришат Македонија и македонците и што е поинтересно, тој договор освен на тие некои така елементи од кои што влегуваат во државничката сфера, дури до таму и отидено што се меша и во приватната сфера. Забранува, например, од тој договор забранува повеќе да се веат, например, да се вее македонското знаме
со 16 кракото сонце. Забрането ќе биде на приватни забави, да кажеме на приватни собери, се забранува тој момент. Втор момент, од приватната сфера веќе се забранува да се кажуваат овие населените места во Егејска Македонија на македонски. Пример, ќе биде забрането Солун да се изговара зборот Солун, ќе треба да и во Македонија да ги користиме официјалните топоними, како што е Тесалоники и сите други населени места кои што се преименувани во Егејска Македонија. Значи покрај тоа тие државнички елементи што не бришат како македонци, македонски јазик, култура и историја, навлегува дури и во приватната сфера, значи се е така скроено да се избрише фактички се што е македонско. Затоа ние сега треба да се избориме тој референдум да не успее, да се останеме своји на своето, да го сочуваме македонското дека умниме македонскиот јазик, идентитет и култура. А во вториот дел што кажавте за ВМРО-ДПМНЕ, еве им одлична шанса. Ние тој меморандум што го склучивме некаде во неделата, еве јас во името на сите тие 28 организации го повикувам и преку вашето радио ВМРО-ДПМНЕ да се приклучи на тој кризен штаб. Еве дури ние не патиме од никакви суети, нека дојдат, нека видат нека го раководат они тој кризен штаб, нека го координира нивниот претседател, само да дојдат натре со нас и сите заедно да повикаме на бојкот и да не се излегува на референдумот. Сега е моментот во кој што ние мора да заборавиме на сите разлики. После ќе има избори, таму може да се делиме. На изборите ние ќе си промовираме една кампања, они ќе си промовираат друга кампања. Меѓутоа, дај сега да се обединиме за референдумот, за една точка. Да не успее референдумот, да се обединиме, а после на избори секој со своите програми, секој со своите идеологии. Добро, на убава покана и убава порака од вас до раководството на ВМРО-ДПМНЕ и подкрепувачите. Јас на крајот би сакал да ве запрашам, иако можеме зборуваме со сати на оваа тема, бидејќи него почнавме ни бугарскиот договор, па ниту двојазичноста, законот за двојазичност. Тој е исто за бугарскиот, исто и тој е спротивен на меѓународното право и тој ќе се поништи бидејќи малцинските права со сите меѓународни документи се заштитени, треба да се промовираат, да се негуваат, а напротив со тој договор со Бугарија се откинува македонското малцинство во Бугарија. Значи тој е длабоко спротивен на сите тие меѓународни договори. Меѓутоа јас кажав, ние како единствена Македонија, како нова легална власт, покрај ќе направиме национална и социјална револуција, што подразбира укинување на сите штетни договори од 1991 година, а во социјалниот дел ревизија и одземање, конфискација на украденото во тие 27 години, бидејќи нашините се знаат за време на владењето на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ во 27 години се украдени некаде околу 15 милиарди евра народен имот, направен грабеж. Посебно во таа приватизација, стои грабеж на имотот кој што 45 години назад во социјализмот го создаваат сите работни луѓе, десетина бандити си го поделија и го украдоа. Значи сето тоа ќе се направи таа револуција социјална и ревизија, конфискација, одземање на нелегално стекнатото во овие 27 години. Еве уште еднаш да прашам, не може да заврши овој разговор. Паралелно на состанокот кој го имавте во Скопје, во Охрид беа пријателите Солана, Робертсон, овај, онај, сите мешетари европски се во Македонија, па ќе иди Меркел, ќе идат французите, ќе идат австријците, доаѓаат сите, се врши силен притисок. Да, точно е, значи сите тие белосветски битанги, дипломати поранешни, сегашни, значи најавија силен притисок и некој беше таа група, тие луѓе што ги спомнавте, сега така наречена Охридска група од поранешни функционери на НАТО, во Европската унија, значи сите тие сега се во една интензивна, една брутална кампања, а меѓутоа македонскиот народ веќе ги прочита, ги знае нивните намери, ги знае нивната цел и затоа ние ќе успееме. Бидејќи во Македонија, јас можам да ви уверам дека целиот македонски народ и поголем дел од граѓаните во Македонија, еве да ја парафразирам таа Гоцевата мисла на Гоце Делчев, да кажам дека секој оној што сака да работи на промена на името, тој може да се смета за добар грк, за добар европеец, за добар натовец, но тој не може да се смета за добар македонец. Во Македонија е општо верувањето дека не сака народот промена на името. Тоа е точно. Во Австралија, особено Канада, Америка,
па и во Европа нашите контакти се, особено во Австралија можам да тврдам овде дека нема македонец кој сака името да се промени или пак нешто да се промени од нашиот идентитет. Како може македонската диаспора да ви помогне на движењето Македонија бойкотира? Па видите, ние сега со меморандумот што го подпишавме, имавме, го подпишаа и 3 организации македонски од диаспората. Имаше организација Македонија на македонците од Австралија, понатаму имаше организација на диаспората од Европа и најстарата македонска организација Обединетите македонци од Канада и уште и меѓународното македонско движење за човекови права. Значи ние сега ќе направиме една кампања соодветна и меѓу диаспората, луѓето таму веќе, како што вие кажавте, нема посебна потреба да се агитира кај нашинците, бидејќи таму е општо верувањето дека не треба промена на името, посебно кај македонците во Австралија знаеме низ какви голготи поминале нивните предци кога дошле на тој континент. Така да, значи, ние веруваме дека македонците масовно, што се запишне во избирачкиот список, нема да излезат на предстојниот референдум. И сега секој според своите можности, доколку некој дојде тука во Македонија или таму од Австралија, доколку ние упатиме еден јавен повик до сите македонци, до сите македонски организации, кој како може да ја помогне оваа наша иницијатива, која што сега ние некаде за неколку дена ќе почнеме и ќе трае до самиот референдум до 30 септември. Ќе организираме караван низ Македонија, кој што ќе буквално ќе го посетиме секој село и секој град во едни непосредни контакти, да им кажеме на луѓето зошто не треба да излезат, зошто не треба референдумот да успее. Понатаму наша кампања ќе ја водиме во нашата рамка, нашите можности преку јавните гласила, преку јавна пропаганда, преку билборди, преку флаери, така да на секој начин кој како смета меѓу тие наши иселеници, меѓу меѓународни организации да помогне. Ние стоиме тука сега, ќе упатиме еден јавен апел, бидејќи треба да не биде тука јасно. Прашањето, борбата за името не е прашање на една партија, на поединец, на влада, на председател. Прашањето за одбрана на името е прашање за целиот македонски народ. Бидејќи, ушова само да го кажам, тоа е веќе јасно познато, никој нас не ни дава право, како оваа генерација македонци, во името на претходните генерации македонци и во име на идните генерации македонци, ние сега да одлучуваме за името. Името мора да се одбрани и јас верувам дека тоа ќе се случи, а новата легална власт на единствена Македонија, која што се навестува во Македонија, веќе доаѓа, бидејќи геополитички околности на Балканот ќе се менуваат, ќе дојде до друго влијание и ние внатре, тоа можам да го ветам, не го пампат овој наш мовет, ние како нова легална власт ќе расчистиме со сите национални предавници. И кога велам ова не е гола реторика, него на вистина ќе расчистиме со сите национални предавници. Господине Бачев, ви благодарам за сите информации за македонската заедница. Несомнено е дека македонската заедница ќе биде рамо до рамо со вас, од она што можам јас да го видам, да го слушнам и од нашите контакти преку брановите на оваа македонска радио програма. Остануваме во контакт и понатаму со вашите членови, па и со некои други членови кои се за спас на името на Македонија, македонскиот народ, идентитет, култура, традиции, обичаи и сето она што не прави да бидеме македонци. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас на поканата, ми беше навистина мило вака да се слушнеме, да поразговараме и да допреме до нашинците и до сите наши браќа и сестри македонци во Австралија. Почитувани слушатели, тоа беше разговорот со Јанко Бачев, од председател на политичката партија Единствена Македонија, а исто така и учесник на кризниот штаб за спас на името на Република Македонија и да нема промена на уставот на Република Македонија. До слушање од Ицо Најдовски.